Одморете се малку од многуте активности и слушнете коментар за животот од доктор Харолд Сала. Зошто Бог го даде својот единороден син? Јован, 3 глава, 16 стих. Како одговор на прашањето, според твоето разбирање кој е Исус Христос, 2/3 од околу 10.000 студенти кои биле интервјуирани кажале дека веруваат дека Исус Христос е Син Божји. Сепак, кога истите овие ученици биле запрашани како би можеле да станат христијани, 90% одговориле дека не знаат. Она што тие ученици го изразиле е сосема точно за сите луѓе. Тоа не е прашање на факти, тоа е прашање на дејствување врз основа на тие факти. Она што се рачуна не е знаење, туку дејствување. Сепак, одредено знаење е предуслов за дејствување. Едно е да се верува дека Исус Христос е Син Божји, но сосема друго нешто е да се дејствува врз тоа верување на таков начин што некој ќе стане христијанин. Сепак, неколку факти се апсолутно неопходни. Која е оваа личност наречена Исус? Која е поврзаноста на неговиот живот и неговото учење со вашиот живот во денешно време? Библиските и секуларните записи не кажуваат дека Исус бил роден во малото градче Витлеем, неколку мили од Ерусалим. Лекарот Лука пишува дека Исус бил роден од девица без човечки татко. Ако Христос беше обичен човек, овој факт ќе беше прилично тежок за прифаќање. Невиното раѓање на Христос не било смислено последно, како обид да се прослави неговиот живот. Со векови, пророците го предскажувале ваквото раѓање. 700 години пред да се роди Христос, пророкот Исаија го наведе овој факт. Исаија, 7 глава, 14 стих. Во 1947 година, во близина на Мртвото море, е пронајден примерок од книгата на Исаија. Проценето е дека староста на овој свиток изнесува неколку стотици години пред Христос. Ставен во пештерата околу 70-та година од нашата ера, тој ракопис го предскажал Христовото доаѓање. На 30 годишна возраст Христос ја започнал својата служба. Од самиот почеток беше очигледно дека тој бил поинаков. Тој зборувал со авторитет, а не како останатите учители од неговото време. Неговото гледиште исто така било поинакво. Тој зборувал како оној кој го наредува текот на универзумот. Тие ги носеа болните кај него и тој ги исцелувал без исклучок. Тој никогаш не паузирал за да размисли дали тоа може и да се направи. Тој не правил клинички анализи, туку едноставно го кажувал зборот и тоа се случувало. Тој заповедал и тоа се збиднувало. Накусо, тој тврдел дека е Бог. Всушност, токму поради тоа, на крајот бил распнат, но дури и во неговата смрт, тој бил поинаков. Кога умрел, Пилат дал наредба гробот да се направи што е можно позаштитен. Римската војска таму ги ставила војниците за да го чуваат. Верските водачи во неговото време го варделе гробот најсигурно што можеле. Неверието се обидувало да го запечатува 2000 години, но сепак гробницата останала празна. Исус Христос воскреснал од гробот по 3 дена. Тој им рекол на своите ученици пред време дека тоа ќе се случи. Матеј, 12 глава, од 38 до 40 стих. Може би вие исто така верувате во Христа, но не сте сигурни како е тоа поврзано со тоа да се стане христијанин. Самиот Христос јасно ставил до знаење што треба да направи човекот за да стане христијанин. Тој кажал: "Кој го слуша моето слово и верува во оној кој ме прати, има вечен живот и не доаѓа на суд, туку премина од смрт во живот." Јован, 5 глава, 24 стих. Јован рекол: "А на сите што го примија, им даде право да станат Божји деца, на оние кои веруваат во неговото име." Јован, 1 глава, 12 стих. За да станете христијанин, мора да верувате дека Христос, Божјиот Син, умрел на ваше место. Не станува збор за приклучување кон црква. Тоа е прифаќање на фактот дека Христос го зеде врз себе вашиот гнев, на вистински и личен начин. Тоа е прифаќање на фактот дека Бог го третирал Исус онака како што требало да бидеме третирани ние, за да можеме ние во вечноста да бидеме третирани онака како што требало да биде третиран Христос. Што току го слушнавте, доктор Харолд Сала, во овој коментар за животот.